Среда, 22 февруари, кратки вести во 12 часот. Отпадот од рудниците во Албанија продолжува да го загадува екосистемот на Охридското езеро како најголемо на Балканот, ставајќи го во опасност неговиот статус на светско природно наследство. Албанскиот дел од езерото се приклучи на листата на светско наследство на УНЕСКО во 2019 година, а и понатаму екосистемот на езерото е загрозен од илјадници тони рударски отпад, кои се уште се наоѓаат на работ на езерото или се расфрлани во ридовите околу него. Од УНЕСКО за време на мониторинг мисијата во 2020 година и препорачаа на Албанија наидно да ја премести рударската депонија и да обезбеди трајно затворање на каква било рударска активност во овој регион. 2 години по оваа препорака албанските власти за жал и понатаму без конкретна реакција. Цивилните воздухопловни власти на Република Македонија, Словенија, Србија и Црна Гора денеска во Охрид ќе потпишат спогодба за потрага и спасување во областа на воздухопловството. Со договорот ќе се зајакнува меѓусебната соработка и поддршката на земјите членки во градење, развој на капацитет и размена на искуства и знаења во областа на потрага и спасување на воздухоплови, подобрување на оперативната прекугранична соработка, како и взаемна поддршка при имплементација на стандардите, регулативите и процедурите во областа. Обемна публикација во која се објавени и 2 научни трудови за Охридското и Преспанското езеро произлезе од 18-тата светска конференција за езерата насловена Управување, издржливост и одржливост на езерата за подобро општество, одржана во Мексико во ноември 2021 година. Форумот беше дизајниран со примарна цел да обезбеди простор каде што научниците, професионалците, студентите, менаџерите и практичарите би можеле да предлагаат, споделуваат и учат, информираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Времето денес сончево и релативно топло, дува слаб до умерен западен до северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.